Отпор. Затоа што веруваме дека не постои една вистина. Затоа што никој нема право на монопол врз идеите и иднината на Македонија. Отпор. Затоа што со нашиот пример денес и тука испраќаме порака дека плурализмот мора да се почитува и да се вреднува. Затоа велиме не на едноумието, на наметнатите политики, на послушноста која потекнува од наметнатиот страв и постојано повторуваните заблуди. Време е за сите нас, што сме тука, и за сите останати кои ќе се препознаат во овие пораки. Да ги ставиме настрана ситните и безвредни разлики, бидејќи ни една разлика не може да биде поголема од штетата кои тие оставаат зад себе. Време е за фронт, затоа што предолго време им дозволивме да го сеат семето на омразата и да отвораат јазови на неединство меѓу народот. Доволно долго ставаа барикади помеѓу различните групи на граѓани, делејќи ги по етнички, социјални и партиски линии. Со овој фронт отворено влегуваме во дуел со сите сили кои работат против Македонија. Со овој фронт испраќаме порака до сите оние на кои им треба охрабрување и мотив да истапат. Овој фронт не е само партиски фронт. Овој фронт е за иднината на Македонија. Почитувани присутни, почитувани медиуми, драги пријатели, се собравме пред се како луѓе со сите доблести и мани, како луѓе кои припаѓаат на различни партии, како луѓе кои припаѓаат на левицата и центарот. Во минатото бевме и сојузници и противници. Денес, заради оваа поразителна политика и ненародна власт, повторно сме заедно. Заедно сме затоа што споделуваме исти вредности. Овде сме затоа што знаеме што е умереност, толеранција, што е демократија и што е вистинска економија. Овде сме луѓе кои знаеме што е историски момент, што е одговорност и што е стратегиски интерес на Македонија. Времињата кога идеолошките разлики меѓу луѓето се надминуваат, кога луѓето се сближуваат, обединуваат, пред се, заради нивната иднина и заради својата нација, се лоши времиња или време невреме. Тоа е ова време во кој ние живееме. Не видовме ништо од природата, нити од надградената природа. Единствено што видовме се празните ветувања, испишани на страниците на програмата на ВМРО-ДПМН, бројни споменици и едно чудо ископани празни дупки. Груевски владе 8 години со оваа земја, прво како министар, а потоа како премиер. Победи на изборите, советување дека ќе создаде економско чудо од Македонија. Каде е чудото во економијата? Каде се 8 милиарди? Вистина е дека наместо економско чудо ние добивме само примитивен популист. Природата е мртва, се надгради и прошири само фамилијата. Транзиционни студенти во власта и парламентот, транзиционни лидери во власта не може да ја завршат транзицијата. Тие спроведуваат нова, опасна транзиција на едноумие, диктатура и апсолутизам. Почитувани пријатели, во сите сфери на живењето работите стануваат сериозно неиздржливи. Брајќи во економското чудо, секојдневно сме сведоци на се поболно здравство, на образование без концепт, погрешни економски политики, министерство за лични тендери и приватни услуги. Политичкото насилие од заробениот ум на власта упорно сака да ја смести власта во еден кабинет на Иднеделска. Имаме криза на сите институции. Фирмите и стопанството не добија програма за облажување на последиците од економската криза. Илјадници вработени останаа без работа, а додека несигурноста расте, таа судбина им се заканува и на илјадници други.
Но тоа власта не ја засега. За неја е поважно да се изманипулираат бројките, да се засилат рекламните кампањи и да се наполни буџетот со дополнителни земени пари од стопанството со кои се финансираат популистичките проекти на власт. Криминалот и корупцијата наместо да се искоренат, се во континуиран пораст. Станавме држава каде успеваат само наместените тендери. Битката на ВМРО-ДПМН за подобра економска иднина дефинитивно е изгубена. Со владењето на ВМРО-ДПМН ни се отворија битки кои како држава мислехме дека ги имаме добиено или се зад нас. Затоа на власти отвараме фронт. Овој политички фронт не може да се помири со сеопштото уназадување на државата. За да ги афирмираме оние вредности кои се или загрозени или се уништени, го отвараме фронтот и најавуваме борба за враќање на демократијата и достоинство на човекот. Отвараме опозицијски фронт против партизација на општеството, против партизација на администрацијата и судството. Отвараме фронт спрема власта поради погубниот популизам со кој се замафлуваат вистинските проблеми во оваа држава. Отвараме фронт против диригираните вистини, сеопштата идеологизација и поразителна поделба на предавници и патриоти. Ние се спротивставуваме на идеологијата која сака да го проблематизира идентитетот на македонецот. Се спротивставуваме на обидите нашиот идентитет да се гради врз измислени традиции, погрешни митови и лажни герои. Ние знаеме кои сме биле и многу добро знаеме кои сме денес. Искрено и посветено ќе работиме на јакнење на меѓуетничките односи и се спротивставуваме на тоа меѓуетничките односи да се третираат пред се како давање или земање или како договор помеѓу политичките елити на етничките заедници. Овој фронт сака да ја афирмира една помалку заборавена вистина, а тоа е ние заслужуваме европска иднина. Она што макротрпно го граделе повеќе генерации, оваа влада сака да го урне. Оваа власт систематски ги подготвува мостовите кои се градени за нашиот пат кон НАТО и ЕУ. Не можеме и не смееме да дозволиме такво безобдество, да испуштиме нашата европска шанса и перспектива на сегашните и идните генерации. Сакаме да го вратиме угледот на Македонија како земја која знае што сака и што може, земја која имаше своји пријатели, сојузници во светот и која заслужува повторно да ги добие. Земја чиј избор ќе биде почитуван. Денес ја подпишуваме платформата за излез од економска пустош, владење на криминалот и корупцијата, уназадување на демократијата, основните човекови права и слободи и уривање на правната држава од страна на власта. За оваа платформа застануваат повеќе опозицијски партии. Ние сакаме да создадеме силен опозицијски фронт, но ние не сме нити сакаме да видиме ексклузивен клуб на избрани опозиционери и лидери. Затоа отворени сме за сите партии, организации и поединци кои ги споделуваат идеите на оваа платформа. Оваа платформа е доволно широка рамка за да манифестира еден здрав патриотизам, политичка одговорност, но и политичка визија. Ова е платформа која ќе врати Република Македонија на вистинскиот пат.